земија. Од шарена Не, револуција. си го земаа континуитетот, ти му го донесоа на Мицко. Значи, они му го донесоа континуитетот на Мицко. Меѓу другото, нешто се зборували, се знаели, имали нешто ново, еве. Дали сте слушнали, ќе се враќали името? Ќе го коментираме тоа. Не само што нема да се враќа, туку продужували туку ќе се почитува преспанскиот Што е позицијата? Па нели позицијата е ала Мицотакис, значи нашиот Мицкоски. Што вика? Вика дека не му се допаѓа, ама мора да се почитува уставот и законот. Па сега зашто мора? Ја направив една добра споредба, мислам дека на Facebook за тоа. Значи, мала дигресија. Ајде. Не му се допаѓаше составот на владата, така? Да. Му требаше, рецимо, за Борко, Министерство за спорт, пошто се блиски, нели? Да го части Министерство. Зема 2/3 собра и го смени. Ама Борко, ако бидем искрени, единствениот нов кадар и чесен, не испрљан, не извалкан со ништо. Тоа не ми е поентата, не ме интересира. интересира. Мене реално Борко не ме интересира воопшто. Ја имам друго мислење, него поентата е он не му се допаѓаше според закон формираната структура на влада. Собра 2/3 пратеници за да го смени. Тоа е изглед на владата, за да ја направи најголемата влада во Европа, така? Да. Значи, кога нешто не се допаѓа, макар и да ти треба 2/3 од пратеници, се собираш макар и дуј да ти треба. Да. Па сега, како бе тоа не му се допаѓаше изгледот и структурата на владата, му се допаѓа Преспанскиот? Види. Па едноставно ќе извести Грција дека го прекинува Преспанскиот и ќе ги направи веднаш потребните уставни измени, ќе го врати уставното име со 2/3 и со Дуј. Ќе ги замоли Дуј и албанците генерално дека Македонија има проблем со тоа што е наметнато на сила. Нели збореше Мицко криминалци дека се тие 8 што гласаа од кај него? Нели Крсто, Бети и другите? Нели беа криминалци? Нели ги исклучи од партија? Па истите тие криминални действија сега е во можност да ги анулира. Само да ја извести Грција едно, а внатрешното уставно уредување има 2/3 и да го спроведе. Ќе го коментираме тоа сега в први нешто да